Ветени предизборно во 2021-та, секоја година со нов датум, некој месец во идната. Новите 250 екоавтобуси никако да почнат да возат по улиците во Скопје. Во програмата, градоначалничката Данела Арсовска се обврзува на промена на автобускиот парк со нови еколошки автобуси на природен газ, како и електрични автобуси, за намалување на загадувањето, но и поефикасно извршување на јавниот превоз. Но и утре да пристигнат во Скопје, што тоа би променило во ефикасноста и доцнењето на автобусите. Доколку скопјани добијат нови автобуси, освежувањето на возниот парк на ЈСП би значело подобри услови во автобусите, но не и пристигнување на автобуските постојки на време. Автобусите се уште би возеле по истите траси, заглавени во метеж од автомобили, кои пак и натаму би продолжиле да го загадуваат воздухот. Дека набавката на автобуси нема да го реши проблемот на јавниот превоз во Скопје, заеден вели универзитетскиот професор Никола Крстановски. Според него потребни се и други начини на јавен превоз, нешто што воведуваат и градови со помалку жители од главниот град на Македонија. Набавката на нови автобуси нема да го допри главниот проблем во јавниот градски превоз на Скопје, бидејќи и нови автобуси и стари автобуси пак ќе бидат заглавени во сообраќај. Автобускиот превоз е одамна надраснат Скопје, колку има 600.000 жители. За град со 600.000 жители, по самиот начин на работа, како функционира автобускиот јавен градски превоз, едноставно не може да ги задоволи потребите ако не се воведат дополнително и нови, висококапацитетивни и побрзи видови на јавен градски превоз. Еколошки автобуси во Скопје донесе и претходникот на Арсовска Петре Шилегов. Според проценките, тие заштедуваат околу 25.000 евра за гориво, а во споредба со двокатните автобуси, овие воопшто не загадуваат, бидејќи емитуваат незначителна концентрација на ПМ честички. Сепак не ја постигнаа саканата цел, бидејќи речиси без исклучок, автомобилите продолжија да се користат. Според Шилегов целта може да се постигне и со помалку автобуси, но на сметка на трансформација на јавниот превоз. Ако во моментов пуштите 250 автобуси плюс по скопските улици, мислите дека ќе решите нешто или само ќе го зголемите хаосот? Значи, транспортот на луѓе, урбаниот транспорт е наука. Тука паушалност не трпи, ќе купиме автобуси, ќе пуштиме бесплатен превоз. Значи, тоа е цела една наука која што мора да се тера по буква, за да даде резултат. Не се решава проблемот со бројот на автобусите, туку со начинот и системот по кој што тие автобуси сообраќаат. Значи, вие можете истиот учинок да го имате со 50 наместо со 250 автобуси. Арсовска пак и за ова прстот го впери во советниците. Тие биле виновни бидејќи не сакале да изгласаат. Набавката ја врзува и со бесплатниот јавен превоз, но не кажува колку пари од буџетот ќе се одлеат за овие автобуси. Реализација на овој проект веќе десетина пати пред советниците беше доставена одлуката со како што требаше овие 250 автобуси да почнат сукцесивно да се набавуваат, меѓутоа за жал кај нив свесноста не е на такво ниво да може да разберат дека за нашите граѓани е неопходно да имаат и јавен превоз кој што ќе стигне до секоја можна локација, до секоја населено место. За набавката на незагадувачки автобуси градоначалничката има поддршка од Зелен хуман град. Од коалицијата велат дека иако автобусите ќе влијаат во голема мера на аерозагадувањето, сепак прво треба да се решат проблемите во најголемиот загубар во Скопје, јавното сообраќајно предпријатие. Долго време се збори за земање кредит за набавување на тие нови автобуси што ги збориме еко автобуси. Веќе не е ни стигнато муабетот за бесплатен јавен превоз, збориме за воопшто да имаме нови автобуси, но како што знаеме нема се уште одобрение од советот за тоа. Ние како Зелен хуман град го поддржуваме фактот за носење на нови дополнителни автобуси, но повторно мора да има добро раководство во самото предпријатие и да се знае што понатаму и како плански ќе се пристапи, а не да збориме само ќе набавиме и тоа е тоа. За набавката на автобуси Арсовска секоја година вели дека не се остварува бидејќи има пречки. Најпрво пречка беа долговите на градот. За сега да тврди дека проблемот е во советниците, но нема ниту информација од каде ќе се добијат проектираните 75 милиони евра, за кои градоначалничката претходно кажа дека ќе ги бара од донатори. Од градот одбија да одговорат и на овие прашања од АЕДНОН. До каде е набавката, што е досега направено за неа, колку пари се потребни, како ќе се обезбедат овие средства и како ќе се враќа заемот, кој би се земал за набавка на нови еколошки автобуси. Како и претходно, и за оваа тема добивме ветување дека ќе се дадат одговори, кои речиси еден месец не се пристигнати.